Интеркултура, интеркултура. Има ли некоја тенденција, некое движење општествено-политички во земјата или во регионот што може да ви биде сојузници да ја стекнете таа критична маса што е потребна за промена на системот? Не знам дали колку има моментално во целиот регион. Има неколку движења, може да се зема ова у Србија што се случува, што покажува дека стварно луѓето што протестираат таму немаат никакви некои интереси, туку протестираат заради тоа што сакаат вистинска промена, сакаат работите да почнат да се движат на добар начин, се со цел тие после кога ќе создават семејства и понатаму ќе сака да живеат во Србија, во низината држава. Така што можеби Србија па и Хрватска има некои независни листи што се кандидираат за локалните избори таму, што се еден добар пример и модус операнди што би се инспирирали во нашата земја на некој начин да се направи. Но сепак мислам дека идејата е ние што сме активни во општеството се повеќе да се фокусираме да вклучиме повеќе млади, да бидат активни во граѓанското општество за да можеме во иднина да генерираме по промени што ние ги прокламираме цело време. Дали се работи, например, за намерна манипулација или можеби тоа е еден вид на менталитет, да речеме, ни се случи историска посета на најпознатата светска граѓанска активистка младата Грета Турнберг, а на некој начин пак она што доминираше во јавноста, во медиумите беше нејзиното играње оро, не нејзиното излегување на протестот и кажување на силни пораки, туку тоа своевидно фолклоризирање. Дали е тоа плодна манипулација или тоа е едноставно нашиот менталитет кој што има потреба од тие спокојни слики на идентитетот и на припадноста и така натаму. Сметам дека ова е на некој начин рефлексија на нашиот турбофолк менталитет што го имаме во државата и за таа потреба да го покажеме дека еве еден светски активист дојде тука и го поддржува нашиот идентитет, што на некој начин тоа веќе не се однесува на идентитет, колку што се однесува на еден лош вид на турбофолк, како што вие кажавте. Така што мислам дека и медиумите тука играат една важна улога. Не можете вие наместо да ставите една да го промовирате тоа што Грета си дошол тука да се приклучи во протестите за climate action и што се случува во Дошница, да. Наместо тоа вие го промовирате нешто тоа што се дојде Грета Тунберг се приклучи да игра оро со македонските активисти, што воопшто нема смисла и го покажува и лошото ниво на медиумите, медиумската култура што го имаме тука. Така што тоа е на некој начин во продолжение на тие реакции што ги има јавноста во Македонија со коментот на Кос во однос на тоа дека македонски идентитет е ајвар, пинџур и така натаму. Истата логика е со Грета Тунберг. Дојде Грета Тунберг и медиумите го промовираат како игра турбофолк. Тоа е на некој начин согласување со тезите на Кос што ги кажа о пресконференција со премиерот Мицкоси. Така што ја не сватам како може после да го критикуваме Кос за некои одредени коментари дека идентитетот е пинџур и ајвар и после истото го правиш за да го промовираш идентитетот преку турбофолк, преку доаѓањето на Грета Тунберг тука. Една од придобивките на твојот активизам и тоа со што сме
прочитали и слушнале дека се гордееше тоа дека успеа и унијата на средношколци, останатите твои граѓански форми да го надминат етничкото, партиското, туку да делувате обединето. Има ли моќ младата генерација да продолжи така или има тенденција да се затвара во своите пештери, дали тоа биле етнички, политички? Како го осеќаш чувството на младите во однос на овие образци од 90-тите, од претходно, кои што на некој начин и ја создадоа кризата на Балканот? Прво, јас сум еден од причините зашто сум застапувач на идејата дека треба сите заеднички обединети да се бориме за одредени теми за државата, е токму поради тоа што сум приметил дека таа етничка линија, етничка поделеност што постои во државата не постои во политичката елита. Политичката елита, албански политички партии, македонски политички партии многу добро имат, соработуваат, дискутираат, се дружат, нема никакви проблеми меѓу политичката елита. Проблемот е кога политичките елити, за да продолжат да стојат повеќе на власт за нивни интереси, иницираат теми на етничка поделеност, се со цел фамозната на Макиавели, на тоа колку може да владееш, колку ќе разделиш луѓе доле, нели. Така што јас сум го приметил ова и секогаш од средно школа кога сум бил, сум работел на тоа дека треба да бидеме сите заедни кога се бориме например за подобар образовен систем, за повеќе права како студенти и средношколци. И тоа ми е една цел што ќе продолжам секогаш во моите иницијативи да го направам. Иако например сум имал искуство некој од Гевгелија што ме мрази поради мојата етничка припадност, јас ќе се борам и за него и за нејзе, за тоа што луѓето што мразат други поради етничка припадност имаат чувства на пониска вредност кон нивната етничка припадност. Така што јас никогаш не сум имал проблем со тоа, сум сакал секогаш, иако некој би ме мразил заради моја етничка припадност, сум сакал и ќе продолжам да се борам и за него и за било кој, се со цел да се креира идејата дека тука сме заедни, никој нема некоја друга држава што ќе отиде, иако има такви теории дека некој и вие имате друга држава, вие немате друга држава. Не, ова не е заедничка држава и за да го поправиме, да го правиме подобро за живење, за после да не сакаме секој од нас да иде во надвор да живее, треба да се бориме сите заедно, без никаква калкулација и причина дали јас сум албанец, вие сте македонци или бошњаци, роми и така натаму, сите треба да го имаме таа чувство за државата, заеднички дека треба да работиме да го поправиме. Така што, иако не сум верувал дека постои таква клима на заедништво, сега што веќе 8 години работам на тоа, гледам дека има повеќе и повеќе луѓе што се приклучат и веруваат на идејата дека само заедно можеме да го да правиме некои промени и во општеството и во државата. Благодарам за гостувањето во емисијата. Фала многу, Роберт. Intercultura, 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 intercultura.